Благодарам, господине Джафери. Јас имам 3 прашања, ако успеам да стигнам да ги поставам. Ќе бидат сите 3 до председателот на владата, поради тоа што политичките состојби во владата се такви да практично имаме влада во оставка и не би сакал ниту едно моје прашање да оптерети позиција на било кој министер. Затоа ќе ги поставувам директно до премиерот. Размислував да поставам едно прашање, но тоа би било четврто, а немам време. Ако веќе знаеме кој е најдобриот министер, немам право на четврто, ама ајде, ако ми остане време, ќе го кажам. Ако сака премиерот да го одговори, ќе го одговори. Добро, да се сконцентрирам. Благодарам. Да, ќе го сместам. Значи, вака, господине Заев, долго време вие, како партија, го критикувавте многу гласно договорот кој што владата на Љупчо Ѓоргиевски го имаше со ОКТА. И ние сме го критикували. Но вие го критикувавте многу гласно. Заради тоа што со тој договор со ОКТА тврдевте дека граѓаните плаќаат многу скапа цена на дериватите на бензинските пумпи. И тоа беше една од носечките критики која што континуирано ја имавте бар тука во Собранието на Република Македонија. Господине Заев, со административни одлуки и со измена на закони во овие 2 години вие ја имате покачено цената на нафтата за 6,39 денари. Значи, да не го донесевте законот за акцизи и да не ги зголемевте тарифите спрема трговците, во овој момент граѓаните немаше да плаќаат 64 денари по литро гориво, ќе плаќаат 57,5. Зошто го велам ова? Новата акциза, која што Собранието предводено од СДСМ ја донесе 3 денари. Плюс на тоа нов ДДВ од 0,54 денари. Регулаторна комисија предводена од ваш кадар, Бислимовски, утврди нова давачка на секој литро гориво од 1 денар,20, големо продажна маржа. Стапката за мало продажна маржа ја зголеми од 3,20 денари на 4,60 денари. А стапката за транспортни трошоци за трговците од 0,50 ја зголеми на 0,75. Значи, вкупно, со административни одлуки на оваа влада, граѓаните денеска плаќаат точно 6,39 денари повеќе по секое литро гориво. Или, за купени 28 литри гориво, граѓаните ви ја враќаат радиодифузната такса. Колку гориво троши секој граѓанин во месецот или во годината, колку гориво троши секое семејство или секој стопански субјект, пута 6,39 денари поскапо гориво, благодарение не на движење на цената на светските берзи, благодарение не на движење на курсот на доларот, туку исклучиво на административни и политички одлуки на регулаторна комисија и Собрание на Република Македонија. Дали сте свесни за ова и дали ова политиката на враќање на парите кон граѓаните? Кога ќе одговарате, можете секако, имате слободата да зборувате за се и се што, но ве молам, сконцентрирајте се на ова. Второто прашање кое што сакам да го поставам, ево делот на транспарентноста на работата на владата, господине Заев. Пред неколку дена излезе извештај од Центарот за граѓански комуникации во врска со јавните набавки спроведувани во 2018 година. И вели, конкуренцијата во јавните набавки во второто полугодие од 2018 година е влошена во односи на првото полугодие. За претходните години да не ви зборува. Гледано на годишно ниво, во дури 32% од мониторираните тендери е добиена само една понуда. Зголемена е примената на нетранспарентни постапки со преговарање без објавување оглас. Во 2018 година се склучени вкупно 596 договори без објавување оглас во вредност од 33 милиони евра, што е за 4 милиони евра повеќе од 2017 година. Или тендери на кои што имало пријавено само еден учесник во 2016 година биле 22%, а тендери на кои што имало пријавено само еден учесник
во 2018 година се 37%. Значи за 50% е зголемен бројот на тендерите на кои што учествува само еден кандидат, односно една фирма. Тоа е драстично влошување на транспарентноста и конкурентноста во нашето општество. Или во анкетата на оваа сериозна невладина организација има уште една реченица и тука и ќе го завршам ова второ прашање. 48% од фирмите на анкета анонимна сметаат дека секогаш или често има корупција во јавните набавки. Моето прашање, господине Заев, е дали овие показатели кои што се сериозни, не се ни од ВМРО ДПМН, не се ни од нас пратениците, не се нити од некој медиум кој што е близок до опозицијата, тука од сериозна невладина организација, дали ова истражување вие би го искористиле при реконструкција на владата, да побарате по министерства и по тој основ ова да ви биде еден од критериумите за отстранување на министри од владата на Република Македонија. И третото прашање, господине Заев, ве молам, ова е стенограм од говорот на народниот првобранител на Република Македонија, на 2 страни. Да не го читам стенограмот заради тоа што има малку време. Господинот народен првобранител беше на седница во собранието на почетокот на оваа недела. Господине Заев, не Илија Димовски, не Никола Мицевски, не Даниела Рангелова, не Благица Ласовска. Народниот првобранител на Република Македонија, господинот Изет Меджити, овде кажа дека Изет Мемети, се извинувам, овде кажа дека владата го намалила процентот на прифатени препораки во споредба со претходната влада од тогаш 85 до 90% на сега 70%. Значи оваа влада помалку ги прифаќа препораките од претходната влада, неговите препораки како институција. Второ, човекот или институцијата народен правобранител на оваа говорница кажа дека за 90% се зголемени жалбите на граѓаните од правосудството во Република Македонија во минатата година во споредба со претходна. Народниот правобранител од оваа говорница, господине премиер, кажа дека Управниот суд на Република Македонија, ние си дозволивме тоа и да го толкуваме и во поширока смисла, че народниот правобранител кажа дека Управниот суд е орган кој постои и работи исклучиво во корист на извршната власт во Република Македонија, а не во корист на граѓаните на Република Македонија. Народниот правобранител, господине Заев, од оваа говорница, не Илија Димовски, кажа дека во последните 2 години дискриминацијата по основ на партиска припадност и по основ на национална припадност е драстично зголемена. Народниот правобранител спомна примери како градоначалниците, избрани на последните локални избори, и директорите на основните и средните училишта низ Македонија вршат дискриминација по партиска основа и дека е тоа драстично зголемено во последните 2 години. Тоа го имате и во извештајот на народниот правобранител. И тоа за една влада која што велеше дека сите ќе бидат рамноправни, сите ќе бидат еднакви, и една влада која што велеше дека ќе гради едно општество за сите. Вас народниот правобранител ви вели дека во последните 2 години е драстично зголемена дискриминацијата по основ на партиска припадност и по основ на национална припадност. И дали имате, пошто кажавте дека имате најдобар министер, јас тоа го почитувам, не мора на одговор тука, можете и надвор да ни ја дадете листата кој е на 2-ро место, кој е на 3-то место, кој е на 4-то место, по добрина од министрите по нивната работа. Тоа беше една некоректна изјава за поголем дел од министрите, јас го ценам вашиот однос, и некоректна изјава за нас, пратениците, затоа сакам да го укажам ова, јас злоупотребувам говорницата, никогаш нема најдобар министр. Не можете да направите листа кој е прв, кој е втор, кој е трет, кој е четврт министр. Го кажавте за новиот генерален секретар на СДСМ, но тоа ќе го дискутираме кога ќе дојде точката, за избор на влада. Благодарам. Пратеникот